Бенките се вообичаена појава на кожата, но понекогаш можат да бидат и сигнал за посериозни здравствени состојби. Како да препознаеме кога една бенка е безопасна, а кога треба да побараме лекарска помош? Кои се современите методи за нивен третман и колку е важна превенцијата? Утрово на овие теми во Македонија на утро разговараме со доктор Горица Дачевска, специјалист по дерматовенологија. Докторке, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро, благодарам на вас, поздрав до сите ваши гледачи. Денеска зборуваме за доста една актуелна тема за бемките, впрочем овој месец е месец на редовни прегледи за бемките на организмот. Бемките значи се пред се едни нормални појави кои се јавуваат кај нас и настануваат како резултат на складирање на еден пигмент меланин, зависно на која вистина на кожата ќе се складираат, така и ќе се манифестираат. Нормално бројот на бемките од година во година кај пациентите се зголемува и самите пациенти тоа го кажуваат дека прошла година имав неколку, сега бројот се зголемува. Дефинитивно дека УВ зрачењето, УВ индексот влијае на нивната појава. И многу често прашање, докторка, кога ние да дојдеме да направиме еден преглед? Пред се, многу е битно да се јавуваме редовно на контрола. Како што одиме редовно на стоматолог, на гинеколог, така да треба едноставно во нашиот календар да ставиме и редовен преглед на дерматовенеролог. Самиот тој преглед воопшто не е болен, но секогаш се објаснува на пациентот, бидејќи сите пациенти се плашат, очекуваме, не знаеме пред се каков е прв пат кога пациентот ќе дојде, му објаснуваме дека самиот дерматоскопски преглед не е болен, многу е битен. Редовните контроли обавезно се прават еднаш годишно. Меѓутоа, ако ние во семејството имаме позитивна семена анамнеза дека некој веќе во семејството имал меланом, или пак некое друго заболување од типот на базоцелуларен, планоцелуларен или карцином на кожа, тогаш пациентите се јавуваат и на 6 месеци. Докторке, кажете ми какви современи методи се користат денес за отстранување на бенки и колку истите се безбедни? Па вака, зависно пред се од место положбата, од типот на бемката, постојат неколку типови на отстранување. Најсигурен начин е со хируршко отстранување, но тука едноставно нема биопсија. Ако ние сметаме дека една промена треба да се отстрани, веднаш треба да се закаже и да се направи хируршка интервенција. Зависно дали станува збор за меланом или не, големината на отстранувањето, пречникот, тука игра улога. Многу често пациентите се плашат да ги отстранат затоа што слушаме приказки дека некој ако отстранил некоја бемка понатака завршила летално. Тоа можеби едноставно било во поранешните години. Сега, ако сметаме дека нешто треба да се отстрани, треба да биде тоа на време, треба да превенираме, за да не настане нешто посериозно. Никако на своја рака пациентите да користат алтернативна медицина, бидејќи користат се и се што, кога ќе почне пациентот да кажува дека користел разноразни средства, и кога ќе се направи компликација, тогаш доаѓаат на преглед. Докторке, дали секоја бенка може да се отстрани или постојат ситуации кога тоа не се препорачува? Па вака, не секоја бемка треба да се отстранува и ние не треба да подлежиме на желба на пациентот. Да, докторка, мене тоа ми пречи поради естетска причина. Некои бемки се отстрануваат, некои не. Затоа е најбитно да се направи преглед, да се даде на пациентот документ со пречник на самата бемка и пациентот да му се објасни убаво. Многу често пациентите кои се во тинеџерски години, кои прочем се им смета нешто, ги напнуваат родителите дека таа бемка на нив многу им пречи. Треба да се седне убаво, да се објасни
да пациентот најпрви нели комплетно заврши со негов раст и развој, дури тогаш нели да се седне и да се поразговара. Но ако станува збор нели за некоја промена која е сомнителна, тогаш не се бира возраст. Колку е важна превенцијата и редовните дерматолошки прегледи, особено во овој период пред почетокот на летото и жешките денови? Битна е, превенцијата е најбитна. Културата на луѓето навистина е на многу повисоко ниво, за разлика од многу порано, така да и пациентите сами се јавуваат. Некој заради свој мир дури доаѓаат и на 3 месеци, некои се јавуваат на 6, некој пак на 1 година. Битно е да му се објасни пациентот, да му се каже кои промени треба нели да се следат, кои промени треба нели да се внимаваат, да не се при облекување, при бањање нели повредат и во случај ако се случи тоа да се јават веднаш на преглед. И докторке, за крај на нашиот разговор, која е вашата порака до граѓаните за само преглед? Како може да ги следат бенките во своите домови за тоа како се имаат, какви промени имаат на нивното тело? Така, убаво е нели да се направи само преглед и да видиме, бидејќи нашето тело во текот на годините нели се менува. Во текот нели на возраста има и нормални дегенеративни промени, тоа се кератози, во текот на животот можеме да имаме и вирусни промени, така да најубав е нели да си се соблечеме, да се видиме. Секогаш е проблем нели грбот, убаво би било нели да се направи слика и да следиме. Во случај ако приметиме било каква промена, без оглед дали станува збор за кератоза или за некоја вирусна, сепак е најубаво нели да се јавиме на преглед. Докторке, ви благодарам за одвоеното време и за разговорот и советите.